Почитувани пријатели, драги гости, добровечер и добредојдовте. Нова средба на Сопозвениците бистото со господата министри од владата на Република Македонија. Ќе ми дозволите најпрво од моје лично име и од ваше име да и се заблагодарам за присуството на господата министри и да ги поздравиме за нивното присуство. Господинот Ендушев, потпредседател на владата за економски прашања, и господинот Дучо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Исто така да го поздравиме и господинот Бранко Азевски, председател на Стопанската комора на Македонија. Ова идеја за еден ваков состанок е поодамнешна, меѓутоа веројатно требаше да се создадат и некои услови за да се направи една ваква средба. Јас лично многу сум благодарен што господата министри во ова динамично време најдоа простор и време да дојдат и да не се слушат нас и да ги слушат нашите проблеми. Јас ве поздравувам и ви посакувам пријатна работна атмосфера и да давам збор на господинот потпредседател на владата, господинот Ендушев. Заповедате. Ова работи се слушаме, така? Добро вечер на сите. Фала што дојдовте, благодарам во така голем број. Јас ова е една редовна средба која што ја правам практично во сите општини, но овој пат еве се појачавме со министерот за земјоделие, а со председателот на Стопанска комора одиме секаде заедно практично, бидејќи како што знаете јас и потекнувам од стопанските комори, конкретно од таа Стопанска комора. Јас денеска ќе зборувам, се надевам не многу долго, пошто по професија претходно покри стопанственик, уште и даскал сум, професор, а ние професорите сме сетирани на 45 минути, ја збориме, толку ни траат часовите. Ама сега ќе се обидам тоа пократко да видам. Иначе сакам пред се да ве запознавам со најновите економски мерки што ги промовиравме од страна на владата и да ви кажам кои се тие поволности кои што вие сите ќе можете да ги користите. А при тоа, после тоа, значи, откако ќе завршам, би бил среќен доколку имате прашања, расположен сум да одговорам се дека имате прашања и доколку имате некакви идеи, нели се добродојдени да ги анализираме. Пред се да кажам дека програмава само ја објавивме, ја пративме преку Стопанска комора до регионалните комори, преку сите стопански комори, до сите меѓународни институции, ги ја испративме, значи, до сите релевантни чинители на економското работење во Македонија. И во таа смисла, мислам дека е достапна за сите вас, а кој не ја добил може да ја види на веб страната на владата. И таму има мерки кои што требе, се надевам да го заживеат македонското стопанство и да ја анулираме, да речеме на некој начин, нерамноправноста која што до сега беше, да еден добар дел од средствата се потрошат само за една намена. Јас нема многу да зборувам за уназад, ќе ви кажам некои основни параметри кои што ценам дека би требало да ги знаете како стопанственици, пошто вие на крајот на краиштата сте и најголеми плаќачи на данок и вашите пари треба да знаете каде одат. Значи, у Македонија имаше неколку програми досега. Една програма беше од времето, ако се сеќавате, с кога Македонија имаше односи со Тајван, и таа така наречена тајванска програма, и тогаш дојдоа една значителна сума на пари во Македонија и тие пари се проделија преку така наречена агенција за индустријски развој, или не знам точно како беше името на таа агенција, за обнова и развој, да. И во таа тогаш, значи, парите се делеа врз база на инвестициони програми. Значи, вие имате инвестициона програма, ја приложувате, добивате средства, но резултатите беа дека нити проектите се направија, нити парите се вратија. И до ден денеска сите ги враќаме тие пари преку, нели, бидејќи беа кредити со државни гаранции и така. После следната, да речеме, организирана помош према стопанството беше во рамките на така наречениот закон за директна државна помош. Вие малце знаете, а и јас не знаев претходно многу, дека во државава има донесено закон кој што се вика Закон за државна помош на индустријата, и тој закон за државна помош е усогласен со европските закони и тој закон предвидува дека вие можете да поддржите било која индустријска гранка или индустријски субјект кој што државата цени дека е од значење до 50% од вредноста на неговата инвестиција.
И тој закон у таа рамка предвидува. Практично сето ова што се случуваше претходните години во Македонија беше во рамките на тој закон, а практично и програмава сега што ние ја предлагаме пак е во рамките на тој закон, само што сега ние ја шириме да таа важи за сите, нели? Што се правеше, што беше програмата претходниве години? Таа беше значи да се потрошени некаде околу 225 милиона евра. Тие 225 милиона евра се потрошени грубо некаде околу 26-7 милиона евра директни плаќања према компаниите. Околу 60 милиона евра се даночни ослободувања и околу 130 милиона евра се потрошени на мерки за развивање на таа програма. Во рамките на тие 130 милиона евра се и креирање на тирзовите, значи на технолошките индустријски развојни зони, значи правење нивна инфраструктура, нивно оградување, правење патишта внатре и така натаму, но тој дел е помал, тоа е 20 милиона евра, најмногу се потрошени на медиуми, кампањи и така, и јас не сакам сега да се навраќам да правам критика на сето това, вие сите сте паметни, секој ќе се извлече заклучок, но конечно резултатот од потрошените тие 225 милиона евра е да се тие пари потрошени за 23-4 компании углавно. Од тие 23-4 компании две веќе не работат, другите се активни. Запослени се 23.000 луѓе и тоа 40% од тие луѓе што се таму запослени се дојдени од бирото за вработување, значи како невработени, додека 60% се презапослени, значи повлечени од места каде што веќе работеле, па се уште нели презапослени, така да ефектот на невработеност уствари бил како домино систем, значи таму каде откаже што они ги превземале, морале да запослат нови, нели? Но за жал овие што биле во позиција да ги превземат вработените, тие имале субвенции за таа работа и тоа имале неколку субвенции. Една субвенција била за креирање на работно место, а после тоа и втора субвенција, значи таа била еднократна и втора субвенција не плаќање на персонален данок, нели? Нормално сите други даноци, а некаде не ги плаќале ни придонесите. Било различно, значи целиот систем функционирал на принцип на со секого посебно се договарало, значи и сите договори се различни и имале дискреционо право министрите да преговараат. Она од што јас се откажав, тоа е моето дискреционо право. Значи јас не сакав да имам дискреционо право, бидејќи секогаш кога зборувате за дискреционо право, вториот збор за дискреционо право е корупција. Сега, значи кога ќе кажете, значи како било плаќано покрирање на работно место, било плаќано различно. Значи од 1000 евро покрирано работно место, па до 11.000 евра покрирано работно место, па после тоа за обука на тие вработени, од пар стотини евра по човек, па до пар илјади евра по човек, па значи за поврат на инвестицијата од 0 па до пола милион евра за поврат на инвестиција и така натаму. Така да, значи практично немало некој критериум по кој што тоа се делело, а вкупните бројки ви ги кажав, поединечно можеме да збориме по фирми, тие се више декласифицирани информации, но резултатот е дека се потрошени значителна сума на пари, а тие пари се детерминирани само во одреден број на компании и тие компании е добро што се дојдени во Македонија, но тоа е направило и на некој начин нелојална конкуренција, поготово на пазарот на работна сила, бидејќи ако некој е субвенциониран со 11.000 евра за креирање на работно место и плюс добива нели олеснување во неплаќање на персонален, а можеби и другите придонеси, во тој случај вие не можете да бидете со него конкурентен на пазарот. Човекот кој што или вработениот кој што вие сте го граделе, многу лесно ќе ви го преземат, бидејќи вашиот бруто и неговиот бруто трошок се различни. И тоа направи една таква диспропорција и уместо да се нели запослуваат незапослените, практично пак вашите фирми мора незапослените да ги запослуваат, а они ги превземаат запослените. Но таа работа има и позитивни ефекти, дошли странски фирми и така натаму, но сега викаме, ние не сме против доаѓањето на странски фирми, тие и понатаму ќе бидат поддржани, но сега да видиме кои се мерките што ние ги предлагаме. И сега од тука почињам да објаснувам нели што би требало да биде и како да биде. А тоа отприлика ќе изгледа вака за да биде посликовито. Јас сум инженер, па мене во главата блок диаграми ми се, така знам да размислам, поинаку не функционирам со текст, па така и ќе ви ги кажам, значи во едниот столб се мерки за општата економија, за поддршка на општа економија и тука има 4 подгрупи.
Во вториот дел се мерки за развојот на, значи за стимулирање на тие што се извозно ориентирани компании, и третата група се за мерки за мали и средни предпријатија, стартапи и така натаму. Што значи дека првата група е за целокупната економија, втората група викам за развојни, но таа не значи дека овие не можат да ги користат и од првата група, така? И третата за мали и средни, но малите и средните може да ги користат и втората и првата група. Така да значи тие што се извозни ги користат двете, а малите сите. Така да кој е единствен услов, значи кој е еден генерален услов треба да го исполни фирмата за да биде кандидирана, односно да има можност да користи субвенција од државата. Оти мора да имате некој критериум кој да биде помогнат. Ние викаме програмата е за економски раст. Значи компанијата која што треба да биде помогната треба да покаже економски раст. Што тоа значи? Тоа значи таа компанија ќе аплицира за добивање на помош откако ќе ја заврши фискалната година, па да речеме ако е тоа сега 2017 година, во февруар 2018 година ќе даде даночна пријава и во таа даночна пријава треба покаже две работи. Првата работа е дека порастот на приходите, пазете, ќе подлечам приходите, не профитот. Профитот е работа на сопственикот. Ние викаме да обезбеди пораст на приходите, да прикаже дека приходот во 2017 година и е поголем од просекот на претходните 3 години. Не викаме во една година, да речеме во споредба со 16-та, бидејќи ако се занимава со земјоделие, може би таа година 17-та била сушна, така? Ако се занимава со бизнис кој што има метали, па тие на берзата варираат, може би тоа ќе ја смени и затоа го упросечуваме со последните 3 години или кратко 17-та година да има поголем приход од просекот на 16-та, 15-та и 14-та. Тоа е првиот услов и вториот услов да не го намалува вкупниот број на вработени. И тоа ако не тоа име, значи името на сопственикот се појави во повеќе фирми, збирно за сите фирми. Оти да не се случи да почне да пренесува вработени од една во друга фирма, така? И сега тоа се основните критериуми. Кој овие два критериуми ги исполнува, тој сега може да се кандидира за било која од меркиве кои што сега ќе ги зборувам. Првата мерка е закрирани работни места. При тоа не мора он да ги задоволува сите, него за која мерка задоволува, за таа добива пари. Може некоја задоволува, може некоја не ја задоволува. Па така, првата мерка е закрирано работно место. И сега ние викаме мора да има некој критериум. Критериум е тој што ќе даде плата повисока од 50% од минималната плата, минимална е 12, 50% е 18, значи за плати над 18.000 денара добива поврат 10% од нето од платата. Што значи ако даете 18.000 денара плата, 1.800 добивате поврат од државата. При тоа има само еден услов, бидејќи сега тие кои што ќе бидат ново вработени, сега значи зборувам за сета индустрија ова важи, значи и за Greenfield и за Brownfield, при тоа и за веќе постојните компании. Но еден критериум има да 80% од вработените што ќе ги вработите мора да бидат или 3 месеца во агенција за вработување невработени или да бидат директно од образовен процес, при што образовен процес рачунаме или средно училиште или факултет. Зошто е ова така? За да не се случи пак истото, овој што е субвенциониран да им ги преземе тие кои што не се субвенционирани. Тој мора да е 3 месеца, барем 80% од вработените да се 3 месеца без работа, така? Па ако му се исплати да седи 3 месеца без работа па да дојде тогаш, во ред и тоа е, нели, значи тој ќе се одел секако. Значи кратко речено, пример. Ако сте при тоа истите мерки важат во ТИРС и надвор од ТИРС. Ако правите, сега првата подгрупа да ја кажам, ако правите Greenfield или Brownfield, значи Greenfield е, си взимате ливада и правите објект, за нас е исто. Значи досега тоа важеше само во ТИРСовите, внатре не, важи секаде. Значи сакате правете внатре во ТИРС, ако правите внатре во ТИРС само ќе бидете уште без царинска зона, односно ќе бидете ослободени од царина, ама таму морате да бидете извозно ориентирани доминантно, ама можете да си направите ево овде, кај една соседнава парцела и тоа е за нас Greenfield, така? И важат истите услови. За секоја Greenfield или Brownfield, Brownfield е зимате постојна хала и таму воспоставувате ново производство.
За сите нови компании што се Greenfield и Brownfield, важи да имаат 0-10 години данок на добивка, 10 години 0 данок персонален, и ако сте сега во безцаринска зона, 0 царина и 0 ДДВ. Така, бидејќи кога увезувате не плаќате, али тука треба да бидете извозно ориентирани. Безцаринските зони, освен за странските инвеститори, ќе ги отвориме и за македонските инвеститори. Значи, кој сакате, бујрум, дојдете, ќе ви доделиме парцела, ќе изградете си фабрику тирзовите под истите услови како и за странските инвеститори. Сега, значи тоа се даночните ослободувања. Сега одиме, пак ќе се вратам на вработените. Значи, ако сте стартап компанија, значи Greenfield, сте запослиле 100 луѓе, на сите тие 100, значи претходно сте имале 0, сега имате 100, на сите од вкупниот број 100, што ќе имаат плата над 18.000 денара, 10% од платата ќе ви биде вратена од нето платата, а при това мора да исполните услов да бар 80 од тие бидат од Агенција за вработување или директно од образовен процес, значи завршено средно образование, факултет и така натаму. Ние имаме проблем, ни отидоа најмладите и најпаметните деца. Ни отидоа затоа што не можеме да ги платиме толку колку што може да ги платат на запад, каде што ги бараат. За таа цел, втората мерка е, на секого на кој што ќе му дадете, а наменета е пред се на високообразовниот кадар, плата над 2 просечни плати, значи просечна плата во Македонија е моментално 22.500 денара, што значи ако му дадете плата 45.000 денара, државата ќе ви врати нето 20% од таа плата. Што значи вие на младиот човек, инженеров и економист што ви треба, нели? Дајте му плата 45.000 денара, вас ќе ве кошта 36. За да го задржите, за да му биде него интересно да остане у Македонија подолгорочно. А после, ако тоа после некое време кога ќе помине, ако он вреди, вие стварно ќе му даете 46, а ако не вреди, секако и за 36 не го држите. Така да, значи во таа смисла, значи тие две мерки се мерки врзани со вработувањето, значи да едноставно поддржиме, значи сега не ви даваме као досега 5.000 евра за креирано работно место 3.000, него по некој критериум, и тоа значи врзано со проценти. Третата мерка, сега овие следни две мерки важат само за странски инвеститори. Сега овие две што ќе ги кажам следни. Значи тие се ако странскиот инвеститор, значи што е проблемот моментално? Сега ќе видите дека ако направите анализа колку странските инвеститори соработуваат со македонски фирми, односно колку купуваат репроматеријали, суровини, делови, било какви компоненти за нивното производство од македонски фирми, бројката е поразителна, помалку од 1%. Зошто? Заради тоа што углавно дојдоа автомобилски индустрии, значи снабдувачи, и тие мора да имаат одобрени производи од Volkswagen, BMW, Mercedes и така натаму, и они си имаат стандардни добавувачи секаде од светот, и они нити време имаат, нити желба имаат, нити ги интересира премногу у Македонија да бараат со кого да се работуваат, заради тоа што он сега од една комотна позиција каде што си има овој подизведувач за пластични компоненти, за електроника или за било што, сега он допрва да развива тука, тоа за него е процес, трошок и така натаму. За да ги охрабриме нив, за да соработуваат со македонски компании, викаме следното, дека секоја компанија која што ќе има 10% од својата набавка набавено од македонски компании, при тоа што да не бидат они капитално поврзани, нели да не си направи македонска фирма со која што ќе увезува па ќе си препродава сам на себе, него знаете, мора македонска работа, мора ние да мислиме како ќе им текнува да го изигруваат законот. Значи, секој кој што ќе купува 10% од македонски компании, него ќе му биде вратен 1% од скупните набавки. Или пластично да ви објаснам, ако има 100 милиона евра набавки и при тоа 10 милиона евра купува од македонски компании, ќе му биде вратен 1 милион евра. Значи, само да купува, да го стимулираме за да биде посветен, да прави подизведувачи у Македонија, да бара македонски компании, или со оваа мерка уште повеќе сакаме да ги привлечеме таа индустрија, да ја привлечеме светска, да речеме, брендови, кои што ќе биде компатибилна со македонската индустрија. Еве еден пример да ви кажам само. Македонија е во еден добар дел земјоделска земја. Еве, тука и министерот за земјоделие, ама ниедна компанија од прехрамбена индустрија преработка не дојде во Македонија, во безцаринските зони. Така, па тој, нели, од големите зборувам сега, нели, ние имаме македонска преработка, ама од големите никој не дојде.
а тој би бил поддржан со ова, бидејќи он ќе купува репроматеријали од Македонија. И секој што ќе купува, значи, репроматеријали или суровина, или компоненти, или подизведувачи од Македонија, значи ќе биде поддржан со оваа мерка. Понатаму имаме, критикувани бевме дека еве сега што ќе правиме, нема да бидеме конкурентни со овие мерки ако дојдат некои големи компании. И затоа направивме една посебна мерка која што ја викаме за таргетирани инвестиции. Што значи за таргетирани инвестиции? Тоа значи да му направите tailor-made мерки, како што се правеа и до сега, за секого посебно. Ама не можеме за секого да правиме, него таму ставивме критериум, tailor-made мерки ќе правиме само ако дојде интернационална компанија над милиарда евра да има промет во своето, значи, портфолио. Ако таа има над милиарда евра, тоа е стварно, тоа е Volkswagen, BMW, не знам, голема корпорација, е за нив ќе седнеме, ќе преговараме и пак транспарентно ќе ги објавиме, значи тие вредат со нив да седнеме малце, да видиме, да се потрудиме повеќе, не да бидат у табела, така нели? Значи, бидејќи овие мерки што јас сега ги зборувам, тие се по критериуми. Немате потреба да идете кај мене у канцеларија, да ме молите, да преговарате со мене, ништо. Ете ја табелата, најдете се у табелата, ако ги исполнувате, бујрун, нема што, ние може кафе да пиеме, нема што да разговараме за колку ја ви давам или не ви давам. Оти кога ќе дојдеме до таму колку ја ви давам или не ви давам, тоа значи сум отворил куферот и чекам да дојдете, така да? Значи, тоа не. Значи, јас од тоа сум се откажал и таква работа не. И затоа сакам јасни критериуми и јасни мерки. И за странските инвеститори имаме уште една мерка посебна, а тоа е ако сакаат да пренесат технолошки индустрија, нивните центри за развој и истражување и така натаму, углавно развој на леки компаниите, во тој случај ние ќе им платиме 20% од платата на вработените и 30% од опремата за таа работа. Ќе ми извините. Значи, што значи тоа? Сега Ванкол прави автобуси во Македонија, ама ги црта у Белгија некаде. Ако се реши да го пренесе тој развојниот центар кај што ќе ги црта автобусите и да запосли наши инженери, па им требат компјутери, сервери, софтвер, тоа е скап, така и така натаму за сета таа работа, ние викаме ќе ви ги платиме 20% инженерите и 30% ќе ви платиме за опремата, за компјутерите, софтверот, за све, само дојдете тоа правете го у Македонија. Зошто сакаме со това да ги натераме да отворат поиновативни, значи како да кажам, квалитетни работни места у Македонија, за да децава ни останат тука. Еве, јас имам 2 сина, веројатно сите вие имате деца и сите тие сонуват како да некаде ќе отидат низ светот. И мислам, тоа не е баш успех за ниједна држава, нити за нас како родители. Сега, тоа се да речеме овој сет на мерки што се за странскиви инвестиции. Сега за македонските компании, пак нормално важат мерките за вработување. Сега истиот пример ќе ви го кажам со вработувањето, а за компанија која што веќе работи, ви го кажав нели за стартап од 0 до 100, или колку и да се, а сега ќе ви кажам ако компанија имала просечно во 16-та, 15-та и 14-та година 100 вработени, а сега во 17 има 110 вработени, значи вас ви следуваат субвенции за тие 10. Али под услов 8 од 10 да се превземени нели од агенција за вработување или директно од образован процес, тогаш ви следува 10% од нивната плата ако е таа над 18.000 денара, или ви следува значи 20% ако е таа над 45.000 денара. И така натаму, нели, секоја година како задоволувате, следната година пак се кандидирате. Но поголемата мерка за македонските компании е, бидејќи програмава што ја правиме мора да биде усогласени со европските програми и таа мора секогаш да биде врзана со зголемување на конкурентноста, иновативноста, инвестициите и така натаму, па викаме секоја компанија која што пораснала, а сите вие кои што сте се квалификувале за тоа сте пораснале, ќе ви биде вратена 10% од инвестициите што сте ги направиле претходната година. Зошто? Затоа што викаме, за да вие растете, морате да инвестирате, така? А за да инвестирате, ние сакаме да ви бидеме во тој дел партнери, само во делот, не во дивидендата, него во инвестирањето. И во тој смисол, викаме, ако вие, например, сте компанија, што сте пораснале со приходот, сте имале 1 милион, сега имате 1.100.000, значи сте пораснале во приходот, при тоа сте направиле 100.000 евра инвестиции, сте купиле машина за тоа и така натаму, 10% од тоа, 10.000 евра ќе ви бидат вратени. Сакаме, значи, да ги направиме македонските компании поконкурентни.
И сега, тоа е тој столб, како да речеме, првиот општите мерки за индустрија. Тука има само уште една мерка која што е специјализирана за компании кои што испаднале од стечај и ликвидација. Значи, ако сте вие компанија, не знам, Емо Охрид, и Емо Охрид отишла под стечај и нејзината хипотека се наоѓа у Комерцијална банка, и Комерцијална банка решила да ги продае хипотеките и се појави фирма X, не е било која, не е битно која, и таа го обнови производството на Емо, значи прави пак трансформатори, што работело Емо, или дел од тоа, не е битно, тогаш ќе им бидат вратени 10% од средствата што ги употребила за купување на асетсот, значи на еквитито, на капиталот, нели ако хипотеката била 4 милиона евра и на извршна постапка на лицитација платила 4 милиона евра, ќе добие назад 400.000 евра. И тоа се мерките. И сега знаете, кој каде ќе се најде, кој на вработени, кој на инвестиција, кој и на крај ги собирате. Значи, вкупните пари што ќе ги добиете, добивате една вкупна сума што треба да ја добиете. Сега зборуваме исклучиво за извозно ориентираните компании. Значи, ние што имаме проблем? Ние имаме проблем ако сакаме да оствариме пораст на GDP-то, значи на бруто домашниот производ, ние не можеме тоа да го направиме со македонскиот пазар. Македонскиот пазар е малечок, 2 милиона луѓе, прашање дали сме и толку, и вие немате тука што да продадете на кого толку многу. Значи, вие морате да бидете извозно ориентирани. За да остварите раст економски, вие морате извозот во бруто домашниот производ да ви расте како компонента. Таа веќе долго кај нас е некаде околу 50 до 53%, и тоа што растеше минатите години бруто домашниот производ во главно е резултат на градењето и на градбите. И вие ќе видите дека уствари учеството на индустријата во бруто домашниот производ, учеството на земјоделието, на сите други гранки е константно или се намалува, единствено пораст на градењето. И тоа пораст на градењето поради Скопје 2014, споменици, еве и патиштата у последно време што се добри, нели, и така. Така да, меѓутоа градежништвото е нешто што го има некогаш, некој пат го нема, а индустријата е таа што треба да го носи развојот и да е стабилна. Па ние ако сакаме зголемување на бруто домашниот производ, ние мораме да тоа го имаме преку индустријата, да биде тоа стабилно. И тука индустријата треба да влегува извозот, значи бидејќи индустријата за домашен пазар рековме е мала, значи извозот треба да влегува некаде со 65 до 70% у бруто домашниот производ. Сега за да влегува, за тоа правиме мерки за посебна стимулација на извозно ориентираните компании. Тука се углавно една главна мерка. Ако вие го зголемите вашиот извоз 5% оваа година во споредба со претходните 3 години, во тој случај можете да добиете уште дополнителни 10% на вашите инвестиции, но не повеќе од 3% од зголемување на извозот. И сега, иако ова изгледа вака комплицирано, ама јас ќе ви го објаснам просто е. Значи, ако сте имале 100 милиона евра промет во претходните 3 години, 16, 15 и 14, и сега во 17 имате 110 милиони, значи сте го зголемиле 10%, тоа е над 5%, така? Значи, веќе ви следува, и при тоа сте направиле 1 милион евра инвестиции, така? Значи, за 1 милион евра инвестиции, вие треба да добиете 10%, значи треба да добиете 100.000 евра, така? А 3% од зголемување на извозот, значи 3% од 10 милиона е 300.000 евра, што значи ќе добиете 100.000 евра. Се разбира. А сега обратно, ако сте направиле 10 милиона евра инвестиција, па 10% од 10 милиона е 1 милион, 10% е значи 1 милион, ама 3% од 10 милиона е 300.000, значи добивате 300.000. У принцип што правиме? Ние ви викаме, ве правиме 3% по-конкурентни, така? Значи ние ви викаме, бидејќи проблем е на македонските производители да бидат конкурентни, немаат добар транспорт, не, значи викаме да бидете 3% по-конкурентни, ама не можеме да го врземе тоа со извозот, бидејќи се коси со правилата на Светска трговска организација, и затоа мораме да го поврземе со инвестициите што сте ги направиле за да го зголемите тој извоз, и затоа е таа мерка така димензионирана, и се надевам ја објаснив пластично. Предпоставуваме, разбравте, ако има прашања ќе ги дополнам. И тука има мерки околу за поддршка на извозот, околу учество на саеми, значи било какви патувања кои што ви се потребни за да освоите нови пазари. Ако покажете дека таму каде што сте отишли и на вистина сте продале, 30% од средствата ќе ви бидат вратени за таа инвестиција што сте ја направиле. И тука има еден цел сет на мерки, да не губам време.
И има уште мерки кои што се однесуваат на Македонската банка за поддршка на развојот, каде што ќе повикаме, значи малце тука ќе незе капацитетот ќе го доопремиме околу осигурување на наплатата од извозот, бидејќи работата на Македонската банка за поддршка на развојот, освен да дава директно кредити, она сега тоа го прави преку комерцијалните банки, па тие на крај исто стануваат скапи како и другите. Да речеме, она го дава тоа со 1,5% према комерцијалните банки, а комерцијалните банки вас ви го даваат со 4-5%. Она треба нејзина работа е со 1,5% да го даде према стопанството, а не према банките. И она не е за поддршка на банките, него е за поддршка на стопанството. И за развој на стопанството, а вака испаѓа дека е за развој на банките. Значи, така да тука тоа ќе го измениме, без разлика колку е нејзиниот капитал, не можеме радикално да го зголемиме првата година, а секоја година ќе го зголемуваме помалце. Но од друга страна има она една уште поважна улога, а таа важна улога е да она го осигура извозот. Што значи тоа? Тоа значи дека вие ако извезувате некаде во странство и вашиот партнер не знаете, не ви е познат баш кој е и малце сте плашите околу наплатата, она вас ќе ви даде осигурување, постојат такви меѓународни, значи реосигурувања, кај што ќе го испитаат вашиот партнер и ќе речат, добро, ние ви осигуруваме дека ќе ви платиме 90% од парите или 95% од парите, тоа кошта некој одреден процент од фактурата, 0,3, 0,2%, но вие подобро да потрошите 0,2 или 0,3%, а да знаете дека ќе ги земете парите секако, па ќе бидете похрабри да извезувате, пошто знаете дека со сигурност ќе наплатите. Така да тоа се значи механизмите околу поддршка на извозот и сега имаме еден цел сет на поддршка на мали и средни предпријатија, иако еве ова предпријатие во кое што денеска се наоѓаме, јас сум импресиониран од убавината на просторот, халава, еве и оваа сала на крај на криштата и тука да речем има една мерка што е била добра овдека за правење на нови колекции, на пример за дизајнирање, а таму има еден цел сет на мерки како малите и средни предпријатија да ги поддржиме со градење на капацитетите нивни, тоа таму се 30% повратот на средствата за купување софтвери, за лиценцирање, за вадење на разни сертификати меѓународни, значи све што ви е она потребно за да вие си ја структурирате фирмата и да почнете. И тука нормално има фонд за акселератори, стартапи, тука има еден фонд за иновативност во Република Македонија, кај што вие многу малце знаете, таму има 9 милиона евра кои што до сега се делени така по фиоки, јас, тебе, ти, мене и така. Тоа ќе го отвориме за да можат да добијат пристап сите компании. Таму има значи веќе 100.000 евра за компанија која што развива нов производ од, да речеме, моментот на идејата за производот па до вадење на пазар. Значи, еве, имате нов производ, сте, не знам, прехранбена индустрија, произведувате кондиторски производи, ама еве ви текнува нови вафли ќе извадите сега и тоа ви е нов производ за тие нови вафли од идеја па додека го извадите на пазар ќе бидете 100.000 евра поддржани. Значи, сериозна сума или не знам, сте во текстилнава индустрија, до сега правите фустани, сега сакате Тексас да почнете да правите, Тексасовиот нов производ, фармерки, сега за таа гама на производи, од идеја, од дизајн, модна ревија, не знам, цртање, додека го извадите на пазар, сите трошоци во вредност до 100.000 евра ќе ви бидат покриени. Еве, јас се надевам дека, иако реков ќе биде пократко, пак беше 40 на минути, значи, толку е, така сме штелујени, што да правиш. значи, ви го се обидов да колку што можам, значи, по-концизно и по-пластично да ви објаснам програмава, а сега еве сум расположен за било какви прашања од било која област, али да е врзана со економија, за друго не сум специјалист, ја бев сега брзо уелем на еден состанок и таму ми раскажуваат какви проекти имаат развојни. И една господја, така повозрасна, симпатична, ми вика, ја викам, господја, викам, овој проект, викам, некако нема физибилност, ама вика, ние сме, вика, подпредседателе, вика, емотивно врзани за овој проект. И ја викам, видете, господја, викам, за емоции ќе ви пратам друг подпредседател на влада. Јас сум за економија. Фала. Ви благодарам на сите на вниманието. И еве сега повелете со прашања доколку има, ја ќе си запишувам, ќе одговарам и така да. Има ли некое прашање? Или ја бев толку јасен што нема прашање, не знам. Повелете, значи, дајте да продискутираме слободно, не? Да. Само кажете колку за да можам после да... Има и микрофон има позади, еве. Земете.
Трајан Данилов од Виница, собственик на мала пекара, микро, мини, не е битно. Дали, како и до сега, барањето за сите овие финансиски средства кои вие ги одобрувате, ќе биде подкрепено со преобемна документација, која нас ќе не кошта многу повеќе од оно што ќе го добиеме како помош од владата. Затоа што до сега искуствено не беше исплатливо да бараме помош, затоа што требаше да ангажираме стручњаци да ни прават елаборати кои коштат 1000, 2, 3, 5000 евра, па треба да иде тоа на одобрување негде. Значи, дали е скратена процедурата? Сакате да запишам повеќе прашања па да одговарам или да одговарам едно по едно, како сакате? Ајде да видам, ако има интерес повеќе, ќе запишам па ќе одговорам после. Ако нема доека другите мислат прашање, јас ке ви или е господинот повеле. А не, Габи повеле. Јас Габи ја знам пошто заедно студирав, да е машински инженерист. Сега у прехрамбена индустрија. Драго ми е што се гледаме ве вака, вице-премиере, знаејќи ве како студент и како пријател, и јас и луѓето кои ве познавате, имаме големи очекувања од вас, искрено кажано. Точно во економијата, не во емоциите, ако ни помогнете во економијата, веројатно емоциите ќе ни станат поздрави и подобри. Јас би сакала да прашам, нели се што кажате е јасно, како во таблици подредено и објаснето, би сакала прво да замолам, ако има можност, Стопанската комора во овие региони, мислам дека е недоволно активна, или барем таму од кај што јас доаѓам, Габриела Арсова, Милошевска, управител на Агромакс Бирово, преработувачки капацитет, прв што преработува слива во Македонија, брендирана, ориентирани кон домашниот и кон странскиот пазар. За жал, подобро ни оди пласманот на странскиот пазар, отколку на домашниот пазар. Значи, во Србија пристано, бугарскиот пазар сериозно го освоивме, во Канада сме сериозно присутни, но македонскиот пазар е исклучително сложен за влез. Барем, јас не успевам тоа да го направам. Значи, дистрибуцијата е исклучително тешка и влезот во маркетите уште потежак. Мислам, вие зборувате за мали, средни и големи предпријатија, но во Источна Македонија мислам дека има и добар дел на микропредпријатија, кои се стремат кон извоз, но сепак базисот има е прво да го освои домашниот пазар, да се позиционираат на него, да се стабилизираат, како би можело да напредуваат. И била благодарна, нели, во своје име, тука има и други представници кои се од микробизнисот, кои цели кон мал бизнис, нели, да некако се во програмата, јас за жал не сум ја прочитала се уште, да се вметне некаде и можноста македонскиот производ некако фаворизиран, туку едноставно да може да дојде на македонскиот пазар. Дистрибутерите на никаков начин не се стимулирани да пласираат македонски производи. Тој се увезува брендови, тие му се лесни за пласман и воопшто не сака да се занимаваат со пробивање на македонски производи. Тоа е многу сериозен проблем. Многу фирми во минатото се откажаа. Ние сме тука вака и жени, дори приступни од младежевијата, може би единствените, упорни да развиеме бизнеси, но е многу тешка. Така да би биле благодарни ако се направи нешто на темата дистрибуција на македонски производи на македонски пазар и влез во маркетите. Значи, тоа би било вака што ме интересира за домашниот пазар. И уште едно нешто, тоа не знам дали е кон вас или кон министерот за земјоделство. Значи, ИПАРД програмата, која за нас е насушно важна и која, за разлика од другите сектори, кои се искористени можеби во 80%, конкретно за рурален развој, некаде 15-16% се усвоени парите. Причините се секакви. Факт е дека во руралните средини луѓето не можат да си дозволат да обезбедат кредитирање, како првично би платиле, па потоа би им било субвенционирано, па не се ни решава да аплицираат. Меѓутоа има уште еден проблем. Значи, во минатото беше многу тешко да се реализира, што од сложени документи, што од процедура, но еве и овој новиот конкурс кој беше до 23 јуни, потоа до 23 јули се затвори,
денеска сме крај на септември, се уште нема никакви активности, да не речем ке си дозволам да коментирам, се шумови дека може би тоа антипропаганда министра, дека во следните неколку месеци ништо нема да се случи. Знаете, тоа се пари кои луѓето ги очекуваат, кој инвестираме во опрема, кој сака да земе трактор, кој капка по капка, насушно важни, на располагање се европски пари и мислам дека би биле сите многу среќни кога тоа би се реализирало побрзо. Дали може и какви се вашите размислувања, како би течела, да речем, реализацијата на ова, зашто сите очи се вперени кон владата, како сега, што ќе биде различно од однос на ИПАР програмата. Не зборувавме за едни искуства за соседна Бугарија, каде што од денот на апликација до подпишување договор поминуваат не повеќе од 6 месеци. Ние сме веќе со 2 до 3 месеци поминати, во кој воопшто никој не се јавил дали е документацијата уредна, дали не е уредна, а каде ли да подпишеме договори. Мислам дека тоа е мерка која многу ќе ги израдува и земјоделците, преработувачките капацитети, посебно во оваа, како велам јас, најруралната Македонија, па уште повеќе горе по планините. Благодарам на вас. Ти благодарам, Габи. Јас ќе второто прашање за министерот е, ако има друго прашање, ако не, овие неколку ќе ги одговорам. Значи, прво, за господинот Трајан Данаилов, значи, дефинитивно не е, значи, нема да има потреба никакви консултанти да ангажирате. Вие, откако ќе имате вашата даночна пријава, единствено со нејзе ќе аплицирате, значи, и нормално со документ од Агенција за вработување, каде што, пошто тие се двата критериума, нели, вашите приходи ќе се видат во завршните сметки, а додека овој бројот на вработени се гледа со извештајот од Агенција за вработување. Со картиците, ако барате субвенција за, нели, плата доделена на ново вработени, од Агенција ќе видиме дека тие ново вработени се превземени од Агенција или од образовен процес. Понатаму ќе видиме колкави плати сте давале во вашите картици, нели, регуларни, и тоа ви е доволен критериум. Никакви не ви требаат консултанти да ви прават никакви елаборати. И нормално повратот на инвестицијата, тоа е следната можност што имате, и таа ви ја има исто во завршната сметка. Се гледа колку сте инвестирале, и тоа само единствено ние ќе имаме контролни механизми да дојдеме да видиме дека тие машини стварно постојат, дека, но тоа си е наша работа, вие не треба ништо да правите. Ние имаме, нели, право да направиме контрола дали тоа што го пријавувате е навистина така. Така да, значи, не станува збор, значи, секој просечен сметководител ќе може да ви ја пополни апликацијата, значи, не треба никакви елаборати да правите. Што се однесува до дистрибуцијата на македонскиот пазар, тука Габи си многу управо, јас многу мислев околу тоа, бидејќи видите дали вие ќе го зголемите извозот или ќе го субституирате увозот, е уствари исто за економскиот ефект у Македонија. Ама сега кога ќе го субституирате увозот, за тоа ќе требаат сериозни елаборати. Значи сега како вие во една голема компанија ќе проверите колку он го субституирал увозот. И тука за тоа, за да не правиме сето тоа, таа мерка не бевме доволно храбри да ја ставиме, да речеме, ама можеме да видиме некоја мерка, и тоа не е лошо да го предложите, бидејќи она што веројатно ја испуштив да го кажам, сега овие мерки се на дискусија, затоа јас и доаѓам вака по градови за да ги продискутираме, и секоја, значи, препорака е добродојдена за да влезе во некаков финален текст, така. Значи, тој текст финален ќе биде за недела до 2 од сега направен, и тој ќе стане владина политика, за која што јас отворено ќе ви кажам дека детерминиравме веќе во буџетот за следната година 2 милиарди и 200 милиона денара средства за оваа програма. Тоа се сериозни 33-4 милиона евро. Значи, за поддршка на индустријата, да бидат поделени по сите компании, да не бидат поделени само у 3 компании, него да бидат поделени секаде каде што нели ќе се појави за тоа потреба. Односно кај што ќе се исполнат критериумите, така да размислиме. Немам решение како да го направам, оти знаете, вие можете да направите било каков модел, ама тој треба биде на крај применлив, едноставен, да може лесно да се провери. Ако имате таков предлог, ја би бил века задоволен да го слушам. Само знаете, во големо продажбата во маркетите, на пример Тинекс, Веро, прометите се големи. Ако он 10% му вратите на све што купува од Македонија, вие нема да ве опраат 100 милиона евра.
Така да, значи, треба да се димензионира, како да кажам, некако да, значи, морате да го врзете со инвестицијата. Ние гледате и на овие не им враќаме пари од процент, него им враќаме инвестицијата што ја направиле. Оти вие може да сте пораснале, ама ако не сте направили инвестиција, ништо, мислам, немаме што да ви вратиме, така? Значи, ние враќаме инвестиција, а не... Значи, можеме некако така за да ве направиме поконкурентни, ама вие управо ова влегувате во оваа мерка, значи, пошто е таа генерална. Сега вие за да влезете во маркетите сакате да бидете поконкурентни. Така, сте инвестирале 1 милион евра минатата година, бидете, изголемете го прометот, ќе ви вратиме 100.000 евра, значи тие 100.000 евра во вашиот промет ве прават поконкурентни, значи рачун, еве тоа нека ви биде добивката таа година, другото на нула работете го, да речеме. Ме разбирате? Значи тоа ве прави похрабри да бидете поконкурентни па да влезете. Тоа е идејата генерално, затоа меркиве се генерални. Знаете, како што јас седам сега тука пред вас 100 стопанственици, ја така седам и пред Европска комисија да ги бранам, така седам и пред Светска банка, и пред ОЕЦД вчера, и пред сите, и тие ме напаѓаат, па вие се браниме, па објаснуваме дека тоа е усогласно со закони, дека го има и во оваа земја, и во таа земја, и така натаму. Знаете, не е баш така лесно. Пони викаат, вие барате буџетска поддршка, овдека делите пари. И, мислам, знаете, од надвор изгледа многу едноставно, ама не е баш така. Мола? Да, и ама ние тоа го треба го направиме по транспарентна постапка, нели? Значи со критериуми кои што се за сите исти важат и така натаму. За ИПАРД ќе остава министерот. Значи мислам дека он е покомпетентен, иако јас еве ги знам бројките, ама сепак тоа е во неговиот домен. Оке, благодарам подпредседателя. Благодарам и на домаќинот Никола и на сите вас за оваа можност. Неколку работи само ќе кажем од делот на секторот и на областа, особено конкретно во делот на вашето прашање. Во овие над 100 дена владата и министерството, особено покрај сите други политики тековни во една исклучително тешка земјоделска година и предизвици, обструкции, блокади на било кој можен начин, се фокусиравме на меѓународната соработка и во овие 100 дена, за разлика од претходно, се сретнав со сите министри од целиот регион, вклучително и посетите кои што ги направивме во Израел, во Кина, со кинескиот министер во Словенија, и на 9 октомври организираме една регионална средба за прв пат во Македонија после толку време. На 9 октомври во Скопје ќе дојдат сите министри за земјоделие од Словенија, Бугарија, Албанија, Косово, Хрватска, Босна, Србија, се со цел регионалните политики и блокади и можни прашања да ги разгледаме. Во тој дел разговараме постојано и на нашите проекти кои што се помеѓународни, дали се преку ИПА или се преку ИПАРД. И само да информирам дека накратко, само преку ИПА делегацијата во овие 3 месеци склучивме низа на проекти и ги започнавме истите, затоа што се користи оваа енергија позитивна која што е во државата. Крупен проект за консолидација, окрупнување на земјоделското земјиште. Со ФАО склучивме договор, односно проект за реонизација на земјоделското производство. После 10 години ќе се прави инвентаризација на шумите, нешто што не било направено. Во понеделник ќе распишеме оглас за 2 милиони евра кои што директно ќе бидат дадени на земјоделските задруги заради нивна директна поддршка и зголемување на бројот. Само 39 задруги има во државата. Денеска сме информирани дека добивме еден крупен проект за развој на живинарството и поддршка од делегацијата на Европската унија од ФАО. Но сето ова во фокусот ни е и ИПАРД структурата, односно абсорбцијата на ИПАРД средствата. Вице-премиерот многу добро знае какви проблеми имавме на самиот почеток со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Таму имаше проблем со договорот за софтвер, заради тоа што бевме оставени на 1 јуни со низа на обструкции од страна на претходните структури, но ги решававме проблемите и знаете дека успешно иде исплатата на се она што оди преку оваа агенција, вклучително и на програмите за рурален развој и за ИПАРД. Во делот на ИПАРД имаме сериозни проблеми во рамки на платежната агенција кои што се наследени и таму сите квалитетни луѓе кои што се обучени поминуваат низ агенцијата и се заменуваат.
Имаме сериозни критики од страна на Брисел и во текот на месец октомври, во првата половина на месец октомври, веќе закажана средба во Брисел на која што ќе бидам присутен на директна средба со директоратот, со DG Agri, на високите структури, се со цел да ги решаваме проблемите поврзани со ИПАРТ. Првин се кадровски, потенцијални и се бараат итно вработување на 87 луѓе во рамки на платежната агенција во делот на ИПАРТ структурата. Ние овој проблем кој што е адресиран од Брисел во овие 2-3 недели заедно со секретаријатот за европски прашања се обидовме и најдовме решение. Вие спомнавте многу добро за првиот оглас. На првиот оглас кој што беше оваа година има 1466 апликации по однос на првата мерка и во другите останати мерки исто така еден поголем број на апликации. Што го презимаме? Сакаме да го избегнеме рангирањето. За да го избегнеме рангирањето на владата веќе предложивме, а веќе имаме согласност и од Брисел и од Министерството за финансии да повлечеме дополнителни 3,8 милиони евра од следната програмска 2018 година за да го избегнеме рангирањето, затоа што кога остане рангирањето се е доведена во опасност и самата агенција. Избегнавме, сакам да кажам, во овие 3 месеци со нашиот фокус и акцент на решавањето на проблемите од земање на акредитацијата на ИПАРТ. И мислам дека успешно се справивме во тој дел, но ги решаваме прво кадровскиот дел. Префрливме луѓе од Министерството, чекавме одобрение и овластување да може да работат во делот на ИПАРТ, затоа што во платежната агенција може да префрлите и ангажирате и волонтери, ама кои што ќе работат на програмата за директна поддршка или на рурален развој, кога се во прашање средствата на ИПАРТ, не е тоа дозволено. Успеавме на 20 луѓе веќе се ангажирани во платежната агенција, дополнителен потенцијал и веќе ќе се забрза процесот на одлуки по однос на овој оглас. Но она што беше проценка на DG Agri е дека ако со овој капацитет за овој оглас кој што беше распишан, за да може да се обработи, за да може да се завршат процедурите, ни се потребни 9 месеци. И јас сум среќен што успеавме да се фокусираме и концентрираме на ова прашање и проблемите да ги решаваме од кадровскиот аспект. Понатаму, Јас спомна вице-премиерот Македонската банка за поддршка на развојот, каде што ќе бидат со докапитализацијата предвижени работите и која што може да биде ставена во функција на абсорбцијата на ИПАРТ. 4,7 милиони евра не е се ни 14%. 4,7 милиони евра од негде околу 100 е искористаната во досегашната во ИПАРТ 1. Целосно сме фокусирани и сакам да информирам дека започнавме постапка која што долго време не започната за акредитирање на нови мерки во ИПАРТ. И тоа мислам дека е клучното прашање и веќе започнавме забрзано со акредитација на клучната мерка рурална инфраструктура. Самото акредитирање на мерката рурална инфраструктура нас ни овозможува 12 милиони евра дополнителни пари веднаш, а самото се поголемата абсорбција, се поголемото трошење ни отвара можност за користење на нови средства. Во овој дел денеска разговарав и со премиерот. До сега во рамки на Министерството има околу 7 милиони евра на една сметка на јапонската помош. Јапонската помош беше еден револвинг фонд во кој што имаме навистина многу правни проблеми, неутужувани оние корисници кои што не ги враќале средствата и јапонската влада до сега немаше никаква, односно немала никаква волја да ги одмрзне овие средства или да се започне нивна реализација. На среќа, јас во среда сум повикан, поради тоа што неколку пати се обративме до јапонската влада и во среда веќе ќе разговараме за како овие средства сега ќе ги користиме натаму. До сега биле се за трактори, сега ќе седнеме отворено со вице-премиерот да ги дефинираме и на владата да предложиме во кој правец ќе ги користиме овие средства во делот на нашиот сектор. Еден од предлозите сигурно дека ќе биде она што го разработуваме во рамки на мојот кабинет постои гарантна шема со USAID во делот на ова прашање, конкретно вие што го потенциравте за кофинансирањето од 50%, но сите показатели ни кажуваат дека слаба искористаноста и слаба е можноста таму. Разгледуваме можност за поширок и поопсежен гарантен фонд кој што ќе биде во функција на зголемувањето на
искористеноста на ИПАРД, поддршката на апликантите, на барателите, на сите оние кои поминуваат низ процедурите, односно поддршка на овој финансирачкиот дел кој што е 50%, и тука бидете убедени дека ги наоѓаме сите модалитети, го истраживме целосно литванскиот модел кој што е особено успешен, и веќе на 9 октомври со посетата на високата делегација предводена од Словенија, се очекувам дека ќе дојде потпредседателот на владата и министер за земјоделие Дејан Жидан. Ние во Словенија договоривме уште една крупна работа која што е значена за Македонија, а тоа е реформа на советодавната служба во земјоделството. Без соодветна советодавна служба, тоа е кај нас Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството со седиште во Битола, каде што има стотина агрономи и добри капацитети, ама воопшто според мене не е ставена во функција на она што треба. Основна работа кај земјоделието е едукацијата, информирањето, она што е и една од пречките кај ИПАРД, помошта при одењето на целата процедура. Добивме целосна техничка и финансиска и експертска поддршка од Република Словенија, и тоа јасно ни беше кажано поради новата клима во Македонија и новата енергија која што постои, и стабилноста, да целосно не поддржат и да со нивни сили, односно целосно веќе се издоговорени деталите како ќе ја реформираме и зајакнеме со сите капацитети и технички, експертски, финансиски нашата советодавна служба, односно Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството. Со тоа сметам дека ќе ги отстраниме административните пречки, процедури во овој дел, кој што имаме плани како да ги договараме со делегацијата во делот на упростувањето на процедурите, но и една силна поддршка од страна на советодавните служби. Македонија и Словенија разгледавме дека се многу блиски, многу соодветни во овој дел на земјоделието, и сметам дека Словенија е број 1 земја која станува збор за силна советодавна служба во земјоделието, и од тој аспект ќе имаме одредени олеснувања, но за се треба и време и посветено. Само сакам да ги пратам пораките на убедување и уверување дека сме цврсто фокусирани и во правецот на ИПАРД. Тука сум за било кој друго прашање. Благодарам. Знаете, јас еве само ќе додам една реченица, мака малце по пластично ќе ви кажам. Вие одите сега и низ Европа, викате дајте помогнете ни, они ви викаат па ви имате 100.000 евра, не сте способни да ги потрошите. Значи од 100 милиона сте потрошиле 4%, 4 милиона. Значи, знаете, фали капацитет. Сега за жал кај ИПА и кај ИПАРД не ги правиме ние критериумите. Еве гледате таму кај што ние ги правиме максимално просто со даночна пријава. Ама овде не можеме ние да ги направиме. Тоа значи дека ние имаме многу непосветени, знаете, еве еден пример ќе ви кажам. Кај мене во кабинет начекав еден проект за туризам 20 милиона евра. Тоа никој не разбра. Значи сите овие работи се држени, па по цена и да не се искористат, ако може само да се така дадат по пријатели, по и така. Така да сега можам многу да ви зборам за тоа, она што е многу важно, значи два момента се важни што се надвор од економијата. Едниот момент што е важен е дека меѓународните институции силно ја поддржуваат владата, и тоа засега го чувствуваме и ние мораме таа доверба да ја оправдаме, а ќе ја оправдаме само ако се однесуваме демократски и европски, како да кажеме, и во делот на политиката, но и во делот на корупцијата, честноста и така натаму, и затоа ова програма е транспарентна, не е со дискрециони права, со така. И од друга страна, значи тоа е едно, и второ, желбата наша да ги отвориме програмите за сите. И ние таа желба ја имаме. Значи, мислам, да ги отвориме баш за сите, да станат пристапни за сите, кои ќе ги задоволи критериумите, дојдете, земете, тоа е дадено од Европа за народот. Така, значи не е дадено за нас функционерите и за нашите роднини и пријатели. Сега ние одиме еден чекор натаму, па сега викаате сега ти пошто си потпредседател, те за тебе не може. Тоа мало Морген ќе може. Така, значи ја на сите им викам, до тука не може. Така, значи како за сите, така и за мене ќе важи, и за сите ќе важи, и тука мораме граница да ставиме. Така, нели, значи мислам сега да не одиме па во друга крајност. Се шалам малце, ама пошто еве гледате, ја нонстоп сум нешто нападнат сега, како боже. Мислам, поверете. Да, било кој да е. Јас сум проста и ми пропушти. Банчо промлад нека прости. Да. Само извинете името? Владо Методиев.
Доаѓаме во едно подрачје, што е малце и ризично веќе, подрачје Малешевијата. Сите знаете проблемот во Малешевијата каков е. Прво, собственик сум на фирма која обстојува веќе 20 години, со вработени некаде околу 100 луѓе. Се занимавам со производство, уствари лон, систем, работам, исклучиво со западните пазари, со Германија, и некако се држиме веќе тие 20 на години, меѓутоа, еве сега веќе со новите закони, кои јас ги носам и со себе веќе, ги имам добро погледнато, не би сакал многу да должам, меѓутоа сакам да прашам. Во новиот закон е кажано 80% од нормираната, мислам, направените норми да бидат реални и така натаму, 20% од вработените, значи, можеме да ги фрлиме во укорпа, едноставно. Тоа не ни е проблем. Проблемот кај нас што е? Проблемот е што квалитетниот кадар си оди. Останува неквалитетниот. Значи сите што се поквалитетните си заменуваат. Проблемот е остануваат неквалитетните, ние не можеме да го извршиме тоа што го владата бара. Меѓутоа, еве пак ќе се бориме со тоа. Што имаме друг проблем? Го давам како предлог на владата. Што да правиме со измислените боледувања? Што сите ние, вие сте исто стопанственик, сега сте вице-премиер, меѓутоа стопанственик, кој што верувам дека и вие ги имате истите проблеми, за измислените болувања. Ние мораме месец дена да го носиме на грб. Јас имам правено една статистички податоци, некои, мои статистички податоци, некаде во текот на една година, по основ на боледување, значи, одливот ми излегува како еден месец да не работело производството. А јас сум морал да им дадам плата. Барам да се тоа даде на дискусија во владата. Имам некои сознанија, да речеме во некои европски земји, било месец дена боледување на терет на фирмата. Меѓутоа, сега е веќе симнато на 7 па и на 3 дена. Зошто? Знам дека фондовите кај нас се сиромашки, ама дали ние сме богати да го тоа поднесуваме? Сите ние од вработените имаме по некој пријател лекар, па му дозволува до 15 дена, па ќе отиде на работа ден-два, а пак ќе се врати на боледување, а тогаш работодавецот мора да му даде плата и да ги плати трошковите према државата. Од каде ние пари? Не притискате гарантираниот да го исплатуваме, плюс тоа неквалитетна работна рака имаме и плюс не обременува боледувањето, кое што доаѓа на терет на работодавецот, рачунајќи дека треба да му се исплати К15, рачунајќи дека треба да му се плати годишниот одмор, значи сума сумарум некаде 3 месеци даваме плата каде што е незаработена, а работодавецот мора да ја даде. А знаете дека нашата гранка е нискодоходовна. Мислам дека тука малце треба да се замисли владата, оти прилично имаме вработени во нашиот сектор во државата. Прилично бројката е голема. Толку имав само. Ви благодарам, господин Методиев. Тука имаше некој прашање. Почитувани гости, Ванчо Цонев од Елчев. Ванчо Цонев. Фирма ММЦ, извозно ориентирана, 2016 година 2,5 милиона евра извоз, 2017 ќе го надминеме по износ. Меѓу другите брендови работам за Мерцедес веќе 5 години.
прашања немам, ќе се обидам така едно моје искуство пластично да ви го представам, за да видите, колегата му даде фантастичен така еден коментар, тоа е само дел од проблемите што ги имаме во текстилството, а ваш најголем допринос како влада ќе биде доколку помогнете, тоа е ситлица што го кажа колегата Владо, да го направите поефикасен и функционален правниот систем, значи, и пред се институционално функционирање. А баш во тој дел на институционално функционирање или нефункционирање, ќе ви дадам пример во едно градче од, или не знаеме дали има 10 или 12.000 жители, каде што има 3.500 вкупен број на вработени, каде што има администрација 700 вработени, тоа е делчево значи, каде што во текстилот работат цирка 1000 и неколку луѓе и некоја друга власт со некоја мерка, која не можам да кажам дали е добра или лоша, меѓутоа да извлечеме полука и ние, па и вие, дека не е само да ги прилагаме мерките, треба и да ги контролираме. Значи има и од страна на власта погрешни потези, ама има и од страна на нас спремни, можеби колеги мои или дел од нас кои се спремни на се и сешто. Фирма која случајно ја знам, користејќи бенефиција, значи прво да ви кажам дека во мојот град не сум среќен што ќе кажам, и тоа има повеќе од 14 заштитни фирми, за кое нешто не сум поборник да нема. И тоа има доста голема злоупотреба на дел од категоријата луѓе кои имаат документ. И добар дел од тие документи мислам дека се, пак како што рече колегата, дадени по некои канали, да речем и купени, и тоа навидум се ситни работи кои на долг период едно по едно прават пеколно лоши грешки и штети за сите нас. И тоа уште по застрашувачки, ја би рекол, знаете, просто не можам да поверувам дека и во мојот град и во мојата држава институциите не можеа да констатира аномалија која, еве, откако ќе ја слушнат моите колеги, ќе бидат фрапирани. Значи, фирма го користи проектот Македонија вработува 1 и 2. Значи, сега за едниот беше, како беше, еден ден да си на заводот, за другиот 3 месеци на заводот, како и да е. Дотичниот господин, собственик на фирмата, како успеал, не знам, а тоа треба да се позанимава некој, успева да за кратко време од матичната фирма префрли на 2 други фирми луѓе преку проектот Македонија вработува 240 цирка вработи, някој нас и 250. Значи јас тоа не го зборувам напамет, има институции, тоа ќе го проверите, повикате ме мене на одговорност ако не се точни бројки, ако не, преземете си вие некои мерки. А сега, господине вице-премиер, министре, председател на комора, коментарот е према вас, а моите колеги нека слушнат. 250 луѓе се ослободени 5 години од секакви давачки, само ради тоа што луѓето денес се префрлени во нова фирма, значи 5 години, односно месечно се цирка 25.000 евра, годишно се цирка 300.000 евра, 5 години се 1,5 милиони евра. Нека стане некој од моите колеги да ми каже дали за 5 години не 1,5 милиони евра, не знам, тоа е фикција за мен. Не да не сум мирен, немам ни намера да бидам мирен, и се дори ние сите сме слепи и неми посматрачи на такви девијантни појави, нема ништо да направим. Убеден сум дека таква една конструкција не е направена случајна, не е нити, значи, било која особа толку вична и паметна да ја направи конструкцијата самостојно, меѓутоа ова нешто прави пекол во мојот град. Значи, нема тука стопанствени кој не сака да даде повисока плата. Ве убедувам. Ама треба и вие да не разберете со што се ние соочуваме. Дали курсот е реален? Дали имаме работна рака, како што рече колегата? Нема. И на сите тие проблеми, кога поединци во средините прават такви појави, значи, а ние сме слепи и неми, успех нема.
Нема ни да има. И затоа, значи, барам од вас правен систем, исти аршин, непартиски, принципелен, на тоа очигледно барем ние очекуваме векраси, треба да векраси, значи кога делите стимулации, не ги делете по роднински, по пријателски или од ракав. Критериумите вие треба да ги направите во владата, ама вие да ги контролирате. Ама критериумите може да се ги извлечете од институциите, каде што ги има, сами рековте, врз база на кои параметри, и едино што е потребно од ваша страна. Како што сте вие сега како вице-премиер присутни тука, една благодарност од моја страна, предпоставам и од страна на сите колеги, не е можно сегде да сте присутни, ама во текот на овие години што идат, треба профил на луѓе како вас, како министерот, како председател на комора, поинтензивно да комуницирате со нас, стопанствениците, по можност, пак велам. Не е страшно да ги најдете фирмите од профилот на фирмата кај што сте сега тука и сега да не коментираме. И Прогрес, и ги има Мак Прогрес од Виница, значи носители кои треба да бидат генератори на развој, кои треба да бидат локомотиви. Вие сте тие што треба да ги најдете тие фирми, значи подобро да изгубите време со поедини луѓе кои имаат капацитет и можност да повлечат напред, а ние да бидеме локомотиви после со тие фирми, ќе ни направите подобра услуга. Јас само ќе повторам, значи таквите девијанти, поентата ми е, како ја мојот работник сега да го стимулирам, значи немам непријавен работник, не користам никаква заштитна мерка. Меѓутоа 25.000 евра мене да ми остануваат, значи подсомнителен прашалник, како иде начин, значи, тоа е нешто што не можам да го претребам, и ако бидеме сите некоректни, да речем, неми и слепи на такви работи, си правиме лоша услуга. Верувам дека честите стопанственици сакаат закон, принципи, принципелно према сите. Убедувам ве дека тоа е намерата на искрените. А за прогрес во државата требат искрени да ви помогнат и на вас. Вие сте тие што треба да ги најдете тие. Фала ви. Да, уште тоа да го, еве, имам една сугестија. Иако ја не сум толку за стимулации, можеби, колку што за правила, меѓутоа во браншата во која работиме, кај што има повеќе од 30.000 вработени. Имајќи во обзир дека пак, сега тоа малку и паушално го збориме, курсот дали е реален. Треба да се размисли, да видиме дали треба да се најде некоја мерка стимулативна за текстилот. Иако морам да кажам дека законот за минимална плата по мене не е најсреќно разработен и во пракса произведува веќе проблеми и незадоволства. Ние не се лутиме, повторувам, меѓутоа треба да покушаме да најдеме сепак така некое заедничко решение и некои пропусти ако ги има да се решат. Фала. Ви благодарам. Значи јас ќе се има. Јас сум Тодор Шумански. Тодор, така? Тодор, да. Некаде скоро 40 години во земјоделието. Би сакал само, бидејќи министр за земјоделие тука, исто како другите колеги, проблемот со работници е многу тежко. Значи, законот кај нас, посебно во земјоделие, не имаме у добрите денови која е сезона потреба од 20-30 работници. Не знаеме дали утре ќе заврне дожд и дали ќе ни треба пријавување у завод, одјавување во завод е практично невозможно. Тоа треба да се реши на некој начин законот да го предвиде тоа за сезонските работници. За редовни работници, исто работната рака, јас сум Агромакс Берово, значи ние во Берово имаме социјални случаеви кои по мобилен телефон прашуваат што имат за јадење во мездата во кујната и со такси одат да го земат јадењето. А додека бараме работници да работат во фирмата, ги нема. Па предлагам исто законодавецот да предвиде дали можеме ние сезонски да внесуваме работници од Албанија, Косово, Бугарија на време на сезонска работа. Мислото сега со новиот договор за износ на суво гроздје во Русија, по теренот кога бев, значи проблемот со берба го имат сите. Ја не знам министерот за земјоделие дали е запознат, меѓутоа препишијата куре со работна рака за берба, значи берачи нема. Во нашиот регион, во Малешевијата, среќа што имаше мраз, немаше род, и ако имаше род, немаше кој да ги обере сливи. Не е баш среќа, ама да. Значи, они си седат у кафаната, да има мраз и тоа, сигурно да издржат да платат и да се заврши целата работа. Значи, да се види за социјалните случаеви и како да се ставаѓаме со работници. Проблемот е работници. Тие средби со министрите на региони и друго, ќе ги вршиме и друг пат, ние да решиме тоа како да тргнеме.
Само микрофонот ако сакате држете. Не, така. Како да почнеме да тргнеме со основата треба да ја реши. Земјоделието наше од 90-та година до сега е паднато на 500%. И пропага, значи оде надолу, не оде нагоре. Не ни треба да нас стимулации за заплати за работниците, бидејќи ги нема работници. Да најдеме решение како да го тоа решите. И пак е повторно, значи социјални здрави прави, взимат социјална помош и не сака да работат. Подоја да работи, не ме пријавувај, ќе го изгубам социјално. Значи немаме решение. Вие може да ни дадете 100 милиона, што да правиме, на кој да ги дадете? Толку мислам, има многу и ќе го заболам министар за земјоделие малку повеќе да контактира со нас на место, помалку надвор, ќе најме по-добри решенија. Благодарам. Ви благодарам, господин Тодор. Еве, само, ја би ве замолил само пошто да малце по-концизно да го тераме, затоа што ќе поминем многу време, значи мене не ми е тешко, ама да може да опфатиме повеќе. Одговор на прашањата директно или на коментари што имате. Това Чубанов, 25 години картонска амбалажа, една година производство на виноградарски производи. Оранжерија. Вие како енергетичар од вас, како инженер, дали е логично да цената на топлата вода биде 50 евроценти по кубик и да го стимулираме земјоделството на тој начин? И кој критериум е да со мазутот се формира цената, регулаторната комисија? И едно предначалник, дали ќе се продолжи истата логика како што беше до сега, да цената определуват според определени луѓе и само за нас специјално. Праксата беше таа. Благодарам. И овде имаш уште. Лјупчо Филипов, приватна фирма, 30 години. Имам кратки прашања, нема да задржавам. Сите знаеме дека една од теретот на нас стопанствениците е големиот број на државни празници. Плюс спојување петок, сабота и недела, ако пресметаме годишно преку 30 дена фрлени денови во вода. Тоа е едното. Дали може некако, барем некои што не се толку битни, да се државни, али да ние приватните не бидеме казнувани доколку на тие денови работиме. Пошто некои стопанственици работат на терен и ги праќаме тамо да работат, па ги враќаме, имаме големи трошкови во транспорт, само за тој ден, па пак ги носиме, па они не одат другиот ден на работа, па се ојде у ауто. Второто прашање е дали владата размислува за фискалната дисциплина, за наплатата на долговите меѓу приватните фирми и држава. И третото прашање е до министерот за земјоделие. Знаеме дека земјоделството, за да биде успешно, една од условите е водата. Дали ќе има некои субвенции за да можат таму каде што нема системи за наводнување да можат да добијат некои субвенции, да си направат сами бунари и да има тоа, за да може да користат сончевата енергија. Тоа не е некој голем број на панели, за да може да имат 1 киловат струја, за да можат да вадат и да не се зависни од временската ситуација на тоа е од мене. Благодарам. Ви благодарам, господин Филипов. Јас сега би одговорил на овие, имаше дел и за министерот за земјоделие, тој ја ти ги прескокна. Лјупче ќе ги одговори подобро од мене. Да? Да завршите. Повелете. Секако дека мојот кабинет ја сум достапни за сите, нема некој што побарал средба, а што не сме ја реализирале, така да комуникацијата покрај сите други активности е постојана и добродојдена ќе биде и вашиот придонес. На секој можен начин и ќе го дискутираме и сите други отворени прашања во делот на ова со водата. Во сега овој период работната група
работиме на две работи. Првен, тоа е програмата за рурален развој за следната година и националната програма за земјоделството за следните 5 години. Веќе е направена работната група и активно и заврзано се работи на дефинирањето на петогодишната програма, но и во програмата за рурален развој ќе видите дека за 2018 година, за разлика толку колку што можеме, бидејќи префрлувањето на обврските се огромни кои што сега ги откриваме, ако што се за исплата следната година, сепак владата во делот на новите мерки и во делот на водоснабдувањето, на финансирањето на бушотини и многу други мерки во овој дел ќе видите дека ќе бидат финансирани, поддржани од страна на државата. Паралелно владата е целосно фокусирана на рехабилитацијата и изградбата на нови системи за наводнување, како што е, само неколку ќе спомнам, подпишавме договор со делегацијата на Европската Унија за 7 проекти кои што од месец септември натаму ќе бидат, значи, и проектирани и реализирани од страна на преку ИПА програмите, тоа се за 7 мали еколошки системи за наводнување од по 400 хектари. Тоа е само еден пример. Истиот го имаме со Република Турција, но го откочивме проектот за Јужно-Вардарска долина, кој што е закочен со години и на што особено сум среќен и задоволен. Интензивно разговаравме со германската банка, со консултантот и овој проект Јужно-Вардарска долина веќе ќе започне фазата 2 со реализација. Дури добивме и дополнителен грант околу 4 милиони евра со цел да ја затвориме целата конструкција во тој дел. И секако дека она што го ставивме и во програмата за работа на владата, зголемувањето на земјоделскиот буџет ќе биде претежно во овој дел на финансирањето на системите за наводнување. Во следниот период ќе разговараме за сето она што како следни проекти ни се во овој дел, а бидете сигурни дека владата ќе стави целосен фокус по тоа. Ево јас најкратко можно, значи ја сум 3 месеца подпредседател на влада, ама 20 години сум у вашите чевли, мислам, сум на вашите столчиња седам, така да све ми јасно што ми зборувате, ја тоа го живеам секој ден. Значи, така е, како што кажувате, не можеме да се справиме со боледувањата, со социјалните случаи, значи, тој што зима социјално вика не ме пријавува, иде инспекција, ти не можеш друг да најдеш, иде инспекција те кажнува зашто не е пријавен, а тој не сака да се пријави. А ти имаш сезонска работа, мораш да најдеш работници. Значи, до прашање, проблемот е до институциите. Значи, кога викам до институциите, знаете, законот предвидел, можете вие да му пратите контрола дома, дали он навистина болен или не е болен, и тоа можете вие од фирма да направите комисија да му испратите контрола, и тоа е валидна, значи, контрола. И сега тоа зависи како судовите ќе го тумачат. Значи, видите, проблемот е длабок. Значи, проблемот е што сите институции си дозволуваат слобода. Прашање е, знаете, ако еден доктор го фатите дека издава боледување на некој да изгуби лиценцата, тогаш више ќе се замисли дали он ќе издава така лесно боледување. Или ако, не знам, судот суди баш така како што треба врз база на одите на комисијата, вие ќе одите да го посетите, ама како ќе докажете дека навистина не бил болен или не сте го нашле дома и така натаму, бидејќи не сте лица кои што можете да докажете дали он болен или не е болен. Значи, на крајот е повторно до совеста на тие што работат, ама совеста сама по себе не иде со казни. Значи, углавно, за боледувањата треба да се влие во лекарска комора и таму законите се прилагодуваат, докторите ги губат лиценците, а во делот на социјалната заштита е, знаете, треба да се внимава малце тој социјалниот пакет. Јас не сум за против социјална држава, ама не треба да се претерува и во таа димензија, заради тоа што пак остануваат од другата страна работодавците комплетно незаштитени. Може би е добар предлогот да се оди од 30 на 7 или 3 дена, ама тоа пак ќе падне на товар на фондовите и на државата, па тогаш пак вие ќе ги испуштите, луѓето ќе ги терате додат на боледување, овој кога немате сезонска работа. Значи, мораме да ја гледаме и другата страна сега. Знаете, од тебе каже убаво господинот Ванчо, за тоа што не сите стопанственици се совесни. Јас верувам дека најголем дел се совесни, и јас би рекол дека, јас лично сум убеден дека 90% се совесни, ама има и 10% што секогаш наоѓаат дупка у законот како тоа да се нешто искористи, а јас сум многу убеден дека они не може да најдат ни една дупка ако не ги подучи некој од другата страна на законот. И тука треба тие да ги најдеме, значи тие кои што тоа го прават, значи тоа е злосторничко здружување на некој начин.
мислам ако сакате по правната терминологија да го кажеме. И тоа мора да се искоренува и пак е све до инспекциите, знаете. Значи, вие ги уствари тој што го креира законот, тој ги учи каде се дупките и како тие да ги заобиколат за да можат да направат, а да направат некаков заеднички бенефит од таа работа. И тоа се вика корупција, нема друг збор, мислам. Така да ништо треба да се бориме против тоа. Јас да ви кажам сега тоа преку ноќ ќе исчезне еве све, јас тоа тука ќе направиме ние, значи тоа е малци до нашиот ментален склоп на сите нас и треба да се бориме против тоа. Нема друго, јас лично ќе се борам. Значи јас лично, како да ви кажам, еве седнат сум на оваа позиција, го извадив мојот анкетен лист, јасно им е на сите дека не сум седнат тука за да правам сега пари од оваа позиција, него сум седнат со една верба дека можам да придонесам нешто, ова се наприе, ве гледате, значи работам, правам програми, се обидувам нешто да смислам, да направам за доброто на економијата и навистина, верувајте, сум посветен на тоа, ќе бидам посветен и на ова да се искорени корупција, да се искоренат тие работи. Не постои општество кај што тоа 100% е постигнато, ама да ја намалиме барем колку што може. Така да управо сте, јас ве разбирам. Господинот Тодор зборуваше за дали може да се направат увоз на работници за време на работа, видите, на крај ќе дојдеме и до тоа. Ако нема кој да ги обере вишните и грозијето, што ние ќе држиме со закон дека не можете да донесете некого од надвор, на крај ќе пуштиме, донесете, ако нема, тоа е така. Мислам, јас сум за такви радикални промени. За господинот Белов, цената на топла вода, искрено да ви кажам, не знам како се формира. Значи, еве, јас ке се распрашам, не сум информиран, иако сум јас во делот на енергетиката, ама со топла вода не сум се занимавал и не знам како е тоа, каква е методологијата за формирање на цената, ама тоа ако е за потреби на земјоделско производство или за не знам што, тоа треба да се пушти полиберално, пошто таа и онака тече, мислам, да не се лажеме. Така, значи, ние сега што штитиме? Нешто што секако ќе го изгубиме, мислам. И господин Лјупчо Филипов донесе даден едно многу добро прашање, а тоа е фискалната дисциплина на државата. Државата должи 300 милиона евра. И сега општините си поставиле лимити таму, значи не можете и сега вие у извршна постапка не може да си ги земете парите. И ние сега за каква економија правиме му? Сега вие работите и ќе дојдете до ситуација према било која општина, студентски дом, јавно предпријатие, не е било што, и сега него му ставиле лимит некој, испод тој лимит не може да падне, затоа што ќе му се наруши функцијата и вие имате извршно решение против него, значи него гајле му е, мислам, он нема никаква одговорност, државен директор, најмногу што може, најлошо што може да му се случи е во смена. Тоа е најлошо што може да му се случи. А умеѓу време све што ќе направи, све му е ќар. И сега мислам, вие со него треба да се борите, тој друг ментален склоп има, мислам, едноставно не мисли као вас тој и неодговорно се однесува, купува, набавува, вие мислите има он пари да плати, он пари нема и на крај вие одите на суд, го тужите, го добивате извршител и сега извршителов не може да му ги земе парите, пошто има лимит. Видите, јас сум тука и сум разговарал и со премиерот и премиерот е многу близок до такво мислење, тука треба да се направи радикално, државата треба да се задолжи ако нема, да си ги расчисти долговите, да тргнеме еднаш да се ресетираме, да тргнеме од нула и од тука натаму секој директор на јавно и државно предпријатие што ќе направи загуба ќе има и одговорност. Значи, да, и одговорност лична. Значи не само, значи неговата најголема одговорност е, не знам, директорот Нелем потрошил 100 милиона евра за котли таму, тие ни работат, ни чудо, ни ништо, разбираш, и што му се случи, го смение. Мислам, дал вие можете тоа така да се однесуете у фирма, мислам, да си се смените и никому ништо, така, да си се задолжили. Мислам, мора државата со своите јавни предпријатија и со директорите, ова не им е убаво, ја што го зборам на тие околу мене, политичарите, не им се свиѓа баш, ама ја ќе го зборам, пошто тоа е логиката, ако сакаме ред да ставиме, ние така мораме, немаме како поинаку. Основа за све е да има демократија, да има ред, да има правна држава, да се знае, значи без тоа џабе ние мерки правиме. Ништо, мерките се надградба на таа работа. Значи ние ако не вратиме правна држава, ако не вратиме да можете вие сите да кажете, па ајде да ве прашам, можело ли претходно за потпредседател на влада секој ден на телевизија сите да критикуваат? Не им текнуело на памет, ќе ги уапсеа полу. Тоа е вистината, да не се лажеме, така? Сте можеле вие така да испаднете да кажете за ово и за оно. Така е.
Значи, еве, ние се обидуваме тоа да го ослободиме. Јас ќе бидам присутен стално меѓу стопанствениците, ова ми е мене неделно по една средба држам по сите градови. Еве, ова е, да речеме, на иницијатива на наши пријатели, добра иницијатива, меѓутоа и ние правиме, значи, од наша страна иницијативи, ќе дојдеме, ќе збориме. Јас не се случило досега некого да не примам, значи, таму прават некоја у влада кај мене, у кабинет некоја статистика, сум имал за овие 3 месеци над 350 средби. Значи, знаете, тоа е, не знам сега како да ги броиме по просек, ама само да ги слушате 10 на денеска, пак се обидувам, јас од себе ќе направам све што можам. Вратата кај мене ви е отворена на сите, сите имате достап, сите кажете ги проблемите, нормално не може сите да се решат, некој пат тие си контрадикторни едни со други, но све што можеме да решиме и што е во делот на здравата логика, тоа ќе го направиме. Ја ви уверувам дека владата има стварно позитивна енергија и позитивна мисла да тоа се случи. Што имаше од господинов едно прашање добро за празници. Да, имаше и тоа, да. Значи, така е, да. Значи, што да ви кажам, 48 дена се, не се ни 30, да. Значи, еве, ја прв застанувам у вашија редо и штрајкувам, со ова заедно. Значи, се шалам, али навистина е така. Многу се тоа, треба да се направи малце една поголема толеранција во тој дел, бар да тие што може да работат или сакаат да работат, ако платат нешто да не плаќаат казни, да не биде тоа баш празнично, значи пута 2 и така натаму. Значи, тоа треба да се регулира и мислам ќе го регулираме, ќе гледаме да го регулираме. Јас тука, дали има прашања, не знам, или да завршуваме полека, да? Јас сум од Берово представник на Лон Текстил, Лон фирма, работи за текстилот, поред мене е партнерот за кој работиме. Фирма од 250 луѓе вработени, каде извозот е чистиот физички труд. За жал. За жал. Последната мерка што ја донесе со минимална плата од 12.000, наискрено да ги кажам, на мене ми личи двострана. Првата страна е светла, а втората страна, кога ја погледнеме, се прашаме дали уопште да ја користиме. Вашето мислење дали тоа не е преурането, гледано кроз призма на претходниот закон, кој го нормално пратевме и обезбедувавме минималните плати законски, со сите проблеми што ги каже Методиев, боледувања кои се изразени од 30 до 40 минимум во месецот, со целата регулатива позитивно да ја пратиме, практички испадна дека со последниот закон и партнерот кој ни е доста стабилна фирма од Германија, со представници овде во Македонија, со обезбедена работа за 2018, се праша дали ние можеме тоа да го продолжиме. Па ве прашам наискрено, дали мислите овој закон, дали не е преуранет? Дали тоа нема да створи огромен лом во секторот на Лон Текстилот? Пошто ние со 12.000 денари, каде дотиравме у просек од 2.500 до 500 денари до 9.600, до 9.590, предходната година да не анализираме колку беше, а сега до 12. Вие ни нудите мерки. А дали ние знаеме дека 2019 и 2020 ќе ги имаме можностите да се задржиме за да обстанеме? Знаете како, ние од една страна викаме луѓето ни отидоа од Македонија и тоа е вистината, ни отидоа. И од друга страна викаме ќе ги држиме со 9.000 денара плата, па не можете да здржите никој во Македонија со 9.000 денара плата. Тие што вие ќе ги држите со 9.000 денара плата, само прашање на ден, ако вие не ги избркате сега, они сами ќе си одат за година дена. Значи ние ако сакаме да ги задржиме луѓето во Македонија, па тоа што е минимална плата во моментов по 12.000 денара, тоа е нешто минимум за еден, како кажам, не е за живење, за преживување. Еве, дали може некој да преживее со помалку од 12.000 денара, па не може да плати струја и вода. Мислам, ја разбирам, видите, и мене ме допира. Значи, јас имам фирми, ја имам 1000 вработени во таму кај што сум собственик, така. Значи, за среќа, дејноста е таква да е над 12.000 денара платата минимална. Меѓутоа, небитно,
ја разбирам маката во лон текстилот во индустријата. Затоа викаме, дајте, користете ги овие мерки. Вие сте веројатно средно предпријатие или мало предпријатие, не знам колкаво предпријатие. Па добро, тоа е до границата на средни, како да кажем. Значи, користете ги овие мерки, 30% ви даваме за да направите своја колекција. Добро, ја тука би се заблагодарил ако нема други прашања. Значи, ја ви стојам, значи, знаете, ја ве разбирам, ама можеме сега да седнеме на ручек или на вечер и цела вечер треба да збориме за ова. Што дали поддржувам? Дали ја поддржувам минималната плата? Да, ја поддржувам јас минималната плата, бидејќи знам дека од друга страна, ако не ги плаќаме работниците, ќе ги изгубиме сите од држава. И јас не сакам, знаете, мене, вие имате 250, јас имам 1000 вработени. На 1000 вработени, не, дозволете ми. Ама не е битно, парите се пари. Ако успеам да дадам 1000 денара помала плата на 1000 вработени, е 1.000.000 денара месечно. 1.000.000 денара месечно пута 12 милиона, 12 месеца е 12 милиона. 12 милиона се 12 милиона, така? Значи, ама не смеам тоа да го направам, ќе ги изгубам. И сега ние сите мораме за тоа да се грижиме. И тука нема спас. Цел свет тоа го прави и светски тренд е. Видете, јас има фабрика во Видин, во Бугарија. Знаете, и тоа ви зборам за 2006-2007 година. Знаете зошто ја затворив? Заради тоа што сите млади луѓе од Видин, од Бугарија, тоа е место што има 70.000 жители, преку летото паѓа на 20.000 жители, пензионери. Сите млади се келнери низ Италија и Шпанија. И вие имате работници до април месец, и у април месец они едноставно не идат на работа веќе. И се појавуваат пак у октомври. И јас не можев да издржам. И ние не можеме да ги спречиме светскиве процеси, како да ви кажам. Така, значи нема механизам како тоа да го направиме. Али можеме да ги ублажиме со меркиве и да се потрудиме да ги задржиме. Јас тука би завршил, ви благодарам на сите за вниманието и да